Полека но сигурно се смирува епидемијата на заразна жолтица во Кочани и регионот. Бројката на заразените лица изнесува 35 и полека стагнира, односно таа бројка се задржа подолго време, што укажува на фактот дека се смирува состојбата и е под контрола, информира доктор Горан Николов, одговорен епидемиолог во Центарот за јавно здравје. Ново заболени нема, а заболените се препратени на инфективно оделение во Штипската клиничка болница и се следи нивната здравствена состојба. И веќе голем дел и од нив се пуштени на домашно лекување. Паралелно и понатаму засилени се превентивните мерки, посебно во училиштата, каде што се прави дезинфекција и таму каде што имаше најголем број заболени и од каде што беше изворот на заразата, односно жителите на улицата Стамен Манов во Кочани. Во училиштата е поделен едукативен материјал за правилно миење на рацете со сапун и со хигиенски исправна вода, по секое користење на тоалет, пред и во текот на подготвувањето на храната, како и пред секое конзумирање на намирници. Сосема е доволно да се спречи контактното ширење на оваа инфекција. Инаку, доктор Николов истакна дека за да се спречи ширењето на епидемијата, лекарите алармираа на подобрување на личната и колективната хигиена. Рацете треба темелно да се мијат најмалку 20 секунди. Доктор Николов истакна дека не е прв пат во источниот регион да биде прогласена епидемија на заразна жолтица. Во претходните години епидемија на хепатит А беше прогласена и во Виница, Пехчево и Берово. Вирусниот хепатит А, или позната како болест на нечисти раце, е заразна болест која може да се појави и во епидемиска форма, особено во лоши санитарно-хигиенски услови. Причинител е РНК вирус кој може да се најде во столицата, крвта, жолчката, а поретко и во урината на заболениот. Главно се пренесува по фекално-орален пат на пренесување од човек на човек, односно директен контакт, кој се остварува преку раце контаминирани со фецес во кој се наоѓа вирусот. Симптоми на болеста се покачена температура, слабост, губиток на апетит, гадење и повраќање, а понекогаш и диарија.